Почитувани, добар ден. Во ова петочно издание, во овој ден последен од оваа работна недела, од многуте актуелни теми, денес можеби ќе дискутираме со вас за најжешката тема од оваа недела. Не заборавајте, нашиот телефонски број е 0230766777, а еве и причината зошто да го завртите и да се вклучите во ова денешно издание на Црвена линија. Денеска во Охрид се отвори бугарскиот клуб Цар Борис III. Опозицијата повика на мирен протест. ВМРО ДПМН ќе достави измени на законот за здруженија и фондации. Остро реагира и од еврејската заедница и фондот на Холокаустот на евреите во Македонија. Црвена линија денес ве прашува, има ли можност за добрососедство со вакви провокации? Секако нема да заборавиме да ве подсетиме веднаш, доколку не сте го направиле тоа, да не заследите на Инстаграм и се разбира да го дадете вашиот одговор на нашето денешно анкетно прашање, кое што гласи и изгледа вака. Секако на Инстаграм ќе кликнете на стори на делот за Инстаграм приказна, а ќе го дадете одговорот на ова прашање. Треба ли бугарите да влезат во Уставот? Тоа е оно што ве прашуваме на Инстаграм и ве вака изгледаме таму на стори, а ви одговарате со да. И не ќе подсетам резултатите секогаш ги соопштуваме таму некаде по рекламите. И да не должам многу, одиме веднаш со вклучување на првиот гледач во ова денешно издание на Црвена линија и велам добар ден. Да, добар ден. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Веднаш ќе ве прашам, има ли можност за добрососедство со вакви провокации? Не. Добро. Би имало, ни ќе има, да ви кажам отворено. Прво и основно, да се разбериме, законот за здружение никој не може да го користи во одстранство во Република Македонија. Тоа треба да сватат сите тие кои што го регистрирале. Ќе ви кажам нешто, ова се случува одам, затоа што во Битола тој клуб, ние не сме против културните домови да се отворат, али имињата. Прво, Иван Михајлов е фашиста, Цар Борис III е фашиста и тие не можат да кажуваат имена на фашистички окупатори кои 4 години овде крв се леело од нивните војници. Тоа дека сватат бугарите. И онако се сетевате министрот за външни работи, сега што е текличкиот на Бугарија, што го споредува Тито со Цар Борис III. Па Цар Борис е фашистички окупатор, работел заедно со Хитлера, додека Тито се борил против фашизмот и Тито ослободил над 100 земји во светот од тој јарем што го правеле. Така да, јас се надевам дека што побрзо ќе се укинат тие имена, али клубовите никој не сака бугарите да треба ли да влезат во Уставот? Бугарите треба ли да влезат во Уставот, да или не? Не. Во ред, благодарам многу што се јавивте и во Црвена линија, го пробивте мразот, продолжуваме понатаму. Не заборавајте 0230766777. Верувам дека ќе имаме јавување и од Охрид, доколку охриѓани не следат во овој момент. Ќе ве подсетам задолжително за следете ни на социјалните мрежи, Црвена линија Facebook и секако на профилот на телевизија Телма на Facebook ги објавуваме нашите секојдневни теми, па така ја објавивме и денешната тема на која што морам да признам веќе има преку 40 коментари, но како и да е предност им даваме на гледачите, тоест на вас и вклучуваме нов. Добар ден. Ајде, добар ден. Може прво нешто ти кажем? Повелете. Синхронизирај се, не се слушаме. Ни гледачите, ни вие. Синхронизирај се тамо, направи да бидеме дигитално, аналогно да се слушаме, иначе не се слушаме. Чабе, само може да те гледам. Не разбираш? Вака сега, сите гледачи до сега ќе зборуваат преку телефонска слушалка. Се надевам дека зборувате и вие така, па еве прво прашање до вас, има ли можност за добрососедство со бугарите? Да се синхронизираме. Джаве зборим, ако зборим вака, увете... Ако вака продолжите да зборите, нема да го слушнеме вашиот став на оваа денешна тема. Важно ни е да слушнеме што ќе ни кажат. Така, јас ќе нема на телевизија.
Како за другите гледачи не има? А еве за Охрид што ќе кажете? Добро, некои од гледачите најверојатно кога се вклучуваат, можеби ја немаат информацијата. Најважна работа е да не се слушате преку телевизорот. Значи, кога ќе завртите? 02-307-6677. Веднаш стишајте го телевизорот, се разбира на 0, а програмата ќе ја слушате како и мене преку слушалки. Тогаш нема да има никаква грешка, ниту пак проблем во диалогот со мене. Црвена линија, да не должиме многу време на технички податоци, веднаш одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Добар ден. Јас одлично ве слушам, верувам и вие мене. Да, одлично се слушаме. Драго ми е. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Огромен поздрав и до вас. Тема. Има ли Жешка, можност за добрососедство со бугарите? Еве веднаш да ве прашаме како црвена линија. Моje мислење е дека има можност за добрососедство со Бугарија. Бугарите ни се први комши, соседи, пријатели. Знаеме ние сите дека колку македонци одат во Бугарија да земат пасоши, значи таму тие за да го добијат тој пасош, потполнуваат изјава која заверува на нота и кој што кажуваат дека тие се осеќаат како бугари, дека нивните предци, односно татко и дедо, и тие дека биле бугари. Значи таква една изјава заверена на нота од преку 150.000 и повеќе македонски државјани. Значи ние треба да имаме и добро соседство со Бугарија. Али ова сега што се случува е провокација од страна на Бугарија. Моje мислење е дека ние треба да бидиме мудри, да бидиме стрпливи. Нормално и треба и законскиот дел во законот да се донесе од такви издруженија, за такви контровезни личности да не смеат да бидат регистрирани. Но тоа е пропуст, но може да се подобри. А бугарите треба ли да влезат во уставот? Еве Моje анкетно мислење прашање. треба да се вметнат бугарите во уставот. Добро. Благодарам многу, цениме тоа што се вклучивте во црвена линија. Секако ќе ве потсетам, можете да, ако така послободно се чувствувате, да коментирате, да лајкнувате и шернувате секако на Facebook црвена линија. Ќе потсетам, не има со темите. Секој ден објавуваме и на Twitter, а меѓу другото ќе потсетам и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Одеме со вклучување на нов гледач, верувам дека веднаш добро ќе се слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро. Добар ден, дали се слушаме? Одлично се слушаме. Секој добро, велам. Вака сега. Во уставот бугарите никако ставање. Додека они не стават нас во уставот и не ги спроведат оние пресудите од кај беше од Страсбург, нашиве не смее да го овакват, да ги ставаме во уставот и сите пратеници што ќе дигнат два прста, цел народ треба со стапови да ги пречека надвор, ако сме нормална држава. Потоа добрососедство може да има само под еден услов. Ако тој предавнички договор бугарскиот што го подпиша Дуи, односно Османи со бугарите, а французите само изиграваа дека е нивни договор, се прекине и престане да важи и едноставно на равноправна основа разговараме вон уцените што се за Европска Унија. Значи да се преговара на равноправна основа, сите да се признае малцинството таму и овдека оваа комисија од Османи, предавничка комисија што ја составил Османи и ја плаќа со пари, да се укине комплетно или да се стават вистински историчари кои што се патриоти. Па ние имаме толку големи академици, доктори на науки, историчари, ги ставаат тие непознати врска што немаат од историја. Очигледно Дуи команда со државата и преку Османи сакаат да го уништат македонскиот идентитет. До 2024 ако нема предвремени избори.
Само не заборавајте пред време еве да не завршите, внимавајте на тајмерот, 90 секунди за секој гледач и секако големо благодарам за вашето вклучување во Црвена линија. Ке ве потсетам задолжително секојдневно кликајте на telma.com.mk, еве за денес издвојуваме апропо нашата тема, ке можете да видите и на екраните веста за тоа како помина отварањето на новиот бугарски клуб Цар Борис III, камење јајца кон културниот клуб на бугарите во Охрид, именуван по соработникот на фашистите Царот Борис III. Се разбира многу повеќе ќе прочитате, ќе ве потсетам ако кликнете на telma.com.mk. А ние вклучуваме нов гледач. Добар ден. Здраво, Здраво, како сме? се надеваме добро. Се надевам и јас сте добро, па и ве веднаш и вас со ова прашање имали можност за добро соседство со бугарите? Зашто да не, зависи која номенклатурата му е на власт. Ако измеќацка како нашава, шансите се нула и у минус. Ама ако е некоја номенклатура на власт, која беше како Ѓорѓи, како му беше Димитров на времето и како Тито што бил на времето, тогаш односите биде сигурно дека ќе бидат мет и млеко. Али вака односиве нема да бидат добри заради тоа што овој поган запад, таа Америка, таа Британија, тој Брисел таму, сите овие манџи тука, сите запрашки, се и свашта што оставаат е нивно дело. И ова омразија сега помеѓу нас и бугарите. Значи јас сум идел на времето Бугарија, никаков проблем не сум имал, ама никако при времето на Тодор Живков зборам, значи кога тој газдуваше као го рачуна за голем екстремист, благе везе нема. Значи, све тоа како ќе го насуска, како ќе го навијат Западот. Западот е најлошиот играч на планетава Земја. Све ова дело нивно, зло дело ја го викам. Иначе, ако веќе врегуваат бугарите во уставот, може да влезат, кој ги брани? Мене не ми смета, али некако уставотворен народ. Него како оние под разно што ги водиме. Не може да биде он уставотворен, едва 3000 се покажаа на ова, а на изборите само 500 души за нивните избори гласале за у Бугарија таму за гласачко тело. Поздрав пријатно. Голем поздрав и до вас и сега кога станете да не гледате до крај, сега малку ќе ја префрлиме топката кај твитерџиите, навистина многу се твиташе, ние издвоивме како Црвена линија твитови кои што сакаме да ги споделиме со вас, бидејќи и Твитер заедницата и како имаат став за она што се случуваше денес во Охрид. Ќе почнеме со твитот на Јован Краевски, кој што вели еве да речеме дека бидејќи Цар Борис III праќал македонци во концентрациони логори, а Тито тепал бугарски фашисти, во одредена мера и во ред споредбата меѓу двајцата што ја направи бугарскиот министер за надворешни работи. Ке издвоиме уште еден твит од Лудиот Макс, кој што вели по културниот клуб Ванчо Михајлово Битола денес отворија и културен клуб Цар Борис III во Охрид. Министерката Бисерка не знаеше или и ова е дело до расположувањето на широките народни маси? Ние сме расположени за вклучување на нов гледач, верувам дека ќе се јавите во поголем број, особено очекуваме некој да ни се јави и од Охрид и да ни ја пренесе денешната атмосфера од таму. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Благодарам ако сум јас. Да, вие сте и според вас веднаш имали можност за добро соседство со вакви провокации? Малку хумор и сатира. Едно време Чкалјо викаше, тој снимаше така хумористични скечови песни и вика: "Ало, Франкфурт, ќе ме чуете? Овие што прашуваа пред мене, дали ме слушате, не е џабе. Еве вашето зборување ептен малку се слуша, а на нашите соговорници никако. Никако. Со мака, меѓу тоа добро што добиваме, па вие не слушате, па пак некако иде, па ние преку телевизорот после ги слушаме другите. Иначе ние кога сме на линија, ама таман ништо не слушаме, таман ништо, те толку е. Ајде сега таман да слушнеме што ќе кажете за отварањето на новиот бугарски клуб. Никако признавање на бугари во Македонија. Додека тие за нас не дадат амин дека постоиме, кај нас никако. Меѓутоа, што рекоа многу луѓе, лоши луѓе ни ја водат државата, душманите на Македонија ја водат државата. Тие душманите
и водот и струјата, и трговијата, и сверцот, и се водат тие. Меѓутоа, овие наши владетели, за да го викаат премиер, дадоа се на немакедонците. Срамота е за една држава, една шака народ да командува и уништува државата. Меѓутоа, уредниците на емисиите во телевизиите. Внимавајте на тајмер од 90 секунди и секако ќе напоменам да зборувате стрикно кон темата, бидејќи 90 секунди, верувам дека ќе бидат доволни, но немојте да ги користите, се разбира, во темата за единствена цел, целосно да си го кажете вашиот став. Клучуваме нов гледач, добар ден од Црвена линија. Добар ден, Црвена линија. На 023076677 денес зборуваме за отварањето на бугарскиот клуб Цар Борис III. Опозицијата повика на мирен протест, а ја повикувам на гледач. Добар ден. Добар ден. Јас ве слушам одлично, верувам и вие. Благодарам. И јас тоа ве слушам вака сега. Моето размислување е следното. Прво, ние мора да расчистиме со едно, ако сакаме да имаме ние културни центри меѓу двете држави, прво треба да нема провокација со фашистички имиња на одредени личности кои што се огрешиле и кај нас и кај нив. Значи, ако сака да имаме такви центри, тогаш треба да речеме за мој Охрид да биде избран на личност од Охрид. Да речеме пример, Глигор Прличев, Петре Пирузе и уште многу други дејци кои се бореле за слободата на ова држава, за овој народ, посебно за нашиот град Охрид. Меѓутоа, ако сакат во Битола, Караманди може да биде, не мора да биде и Иван. Значи, имаме тамо во Битола колку сакате, во Богданци имаме и тамо имаме наши луѓе кои се не. Сега, ако сакаме ние да отвориме клуб во Бугарија, нека биде некој нивни, да речеме нивни, нека биде ДС да го носи името на тој клуб, но али да не биде фашист. Да биде, што се вика, со чисто досие и да можеме ние, без да имаме вакви, како што денеска имаше таков протест од страна на граѓаните, да има фрлање со јајца, со камења, полицијата да има мака да го одржува редот и слично. Се додека така не се направи, ние не можеме да бидеме заедно и да соработуваме. Меѓутоа, сум за тоа да влезат во Уставот, но не да бидат државотворен народ. Благодарам многу, цениме тоа што и вие се вклучивте во Црвена линија. Верувам дека се јавивте од Охрид, колку што разбрав, а тоа е доволна причина и денес во Црвена линија да видиме и дел од атмосферата како изгледаше Охрид денес по повод отварањето на бугарскиот клуб Цар Борис III. Ете на собраните во Охрид кои што протестираат против отварањето на бугарскиот клуб кој што го носи името на контраверзниот цар Борис III. Меѓу другото ќе потсетиме дека клубот се отвара и без позитивно мислење од Министерството за правда, но не и на задоволство на граѓаните кои повика, се разбира, од левица излегоа на протест, а според последните информации дел од нив револтот го изразија и со фрлање камења и јајца. Ова е атмосферата како изгледаше денес Охрид. Ке посетам, имате можност да коментирате во Црвена линија и на социјалните мрежи. Тоа веќе го сторија огромен број на наши следбеници, пред се на профилот на телевизија Телма, меѓу другото каде што објавуваме Црвена линија и денешната тема. А секако ќе ве подсетам дека на Инстаграм го поставивме денешното анкетно прашање кое што гласи: треба ли бугарите да влезат во Уставот? Задолжително заследете на Инстаграм и таму, се разбира, одговорете со да или не на нашето денешно прашање. Одиме веднаш со вклучување на гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Прво, јас не можам да сватам
Како може да се толку малку народ, еве, колку души се, 3500 нека бидат. Видовме колку дојдова на гласање. За толку малку народ да се прави вакво нешто, ова е невидена срамота. Па ја не знам дали во друга држава го има. Па нашите се повеќе во Бугарија, па видите каков реципроцитет, ништо. Значи кога тебе некој не ти дава, таму не те признава. Не знам како нашава власт како може да го дозволи тоа. Сите се кријат. Ја не знам дали во Струмица, ете пошто заедно се негови браќа исти овако зборат јазик и све, дали во Струмица има отворено таков клуб. Ете, они се на граница најблиску тука и што има врска Петрич, Струмица, пешки ќе одат. Што не отворат таму и зашто на сите погранични места? Охрид, Битола, таму Валандово, каде Богданци отвараат. Значи, ова е невидена срамота од нашава држава. И полицијата ја окривуваме точно. Ние ја плаќаме да не дозволи, меѓутоа што да правиме е под некој налог, затоа што ние, еве, од нашиве функционери, каде никој нема се кријат. И ме интересира чиј е тој објект што им е дозволен. Објектот е бугарски што им е дадено таму да формираат и да направат таков клуб. Значи, ја не знам, објектот од Бугарија ли го донесува? Прво, значи, некој и објектот му го дал. Значи, тука некој дозволил. И сега тој треба најмногу да одговара. За толку малку народ да се отвора клуб, ова е нонсенс за мене. Благодарам и вам за активното учество во Црвена линија. Подсетувам 0230766777. Само тој телефонски број ве дели од тоа да се вклучите во оваа денешна дискусија, зборуваме за отварањето на вториот, ќе речам, во земјава бугарски клуб, но овој пат со името на контраверзниот цар Борис III. Ако имаме гледач, веднаш ќе вклучиме гледач. Добар ден. Телефонот се звони. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка, ве молам. Добар ден. Добар ден. Ало. Јас ве слушам, се надевам и вие мене. Добар ден. Ве слушаме? Да, ве слушам. Вака, 180 души, 180 души Бугари на попесот имало. И сега, како лусто, нема шанс, фашисти, нико лусто. Нашите се криви, академиците, сите, тие, што чекаат до сега, треба да спојават, а не само плати да взимат. Бејте поздравени. Тоа е се. Добро, благодарам многу, ценим и искористивте многу малку од своето време, но имаме и такви гледачи, се разбира, кои што се исклучително куси, но јасни. Продолжете секако да не гледате, за да слушнеме еве што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Црвена линија? Да, вие сте на линија и тоа е на Црвена линија. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Вака сега, значи се согласам со темата, има ли можност за добрососедство со вакви провокации? Не гледам провокациите. Провокациите од народот наш, значи конкретно, очигледно ние не ја познаваме доволно историјата. Ако земеме во обзир дека на 9 септември 1944 година во Скопје, во хотел Бристол, се одржува средба покрената од Третиот рајх, значи кој го покрена македонското прашање на Балканот? Третиот рајх, токму Адолф Хитлер го покрена македонското прашање, значи да се реши една за секојаш македонското прашање. Нам ни нуде автономија и во Османлиска империја, ни нудеа, еве да речеме, и бугарите под нивна капа, односно под германска капа, ни нудеа автономија. Ние не прифативме, а прифативме страната да одиме заедно со Ченто и со Панко Брашнаров, значи да се бориме на страна на партизаните против фашизмот. И тоа е во ред. Зошто го обвинуваме Ванчо Михајлов? Ванчо Михајлов е личност која што заедно со хрватскиот председател овозможија и со Хрватската студентска младина овозможија да се изврши атентатот во српскиот крал Александар Караѓорđević во Марсеј. И тоа се факти кои што ние не смееме да ги заборавиме како македонци. Радикалното ВМРО, значи десницата на ВМРО, предводена тогаш од Ванчо Михајлов и подпомогната, значи, од хрватските млади студенти, беа оние кои што го изврши атентатот над српскиот крал Александар Караѓорđević. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Сега одиме понатаму, ако имаме веднаш гледач, се разбира, предност ќе ви дадеме вам.
Јас ќе се обидам со добар ден, црвена линија. Добро, додека да се вклучи гледачот и веќе побарам од режија, неминовно е да ги покажеме и дел од коментарите кои што навистина ги има во огромен број. Вака изгледаме на профилот на Facebook телевизија Телма, каде што ја објавивме нашата денешна тема. Прашуваме има ли можност за добрососедство со вакви провокации и секако анкетата треба ли бугарите да влезат во Уставот. Ќе издавам неколку одговори, ако може да ги покажеме. Тоа е на Марија Киријас. Сега ќе видите, еве на Марија Киријас, не е никако. Давор Георгиевски вели, ало, кој им брани да бидат бугари, еве ги има и по други земји. Па никаде не се влезени во Устав, па по која логика да ги стават кај нас? Ќе завршам и со коментарот Александар Бисинов. Прво сами себе треба да го поставиме што народ сме, а потоа дали сме држава и на крајот владеат ли закони на овој простор на кој живееме. Законот на црвена линија вели веднаш вклучување на гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар. Дали се слушаме, ало? Да, се слушаме и веднаш ќе ве прашам има ли можност за добрососедство со вакви провокации? Па мислам дека нема добро соседство со вакви провокации. Пред се добар ден и да ве поздравам. Добар ден, убав ден. Вака. Што се однесува до овие клубови бугарски, кои што како да ги наречеме клубови, тоа е провокативно. Јас ги прашувам и бугарите си и Европа што значи ова демократија, каква е ова демократија? Нека ми каже некој што значи демократија. Злоупотреба на демократија. Злоупотреба на слабоста на државата, на мекоста. Во ниеден случај ова не треба да се прифати. Меѓутоа, знаете што ние народот изгледа многу повеќе знаеме од тоа што политичарите го припремаат. И опозицијата и позицијата си седат во статус кво, само ние говориме напразно, затоа што не бори, напразно не бори нас, а нив не ги бори. Уште првиот клуб во Битола кога се отвори има искуство дека не треба да дозволуваат и во Охрид да се отвори таков клуб. Што значи тоа? И позицијата и опозицијата се во исти сос и попуштаат они за виновни. Тие се тие кои што го дозволуваат ова да се решава во Република Македонија. И кога едната страна ќе биде негативна, може да се стопира тоа. Нема нигде во светот таква демократија. Ова е злоупотребување на демократија. Па дај нека ми дозволат мене, јас да отворам, еве Тито, Јосип Броз Тито, јас го обожавам во Бугарија, нека ми дозволат. Внимавајте на тајмерот, секогаш подсетувам за да не изгледа дека ве прекинуваме. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Следете не бидејќи веќе имаме уште едно излагање од нов гледач. Добар ден. И јас веќе се слушам таму во вашиот дневен престој, што значи веднаш намалете го тонот на ТВ приемникот и зборувајте преку слушалка со мене. Добар ден. Така е, да, добар ден. Добар ден, убав ден. Ако може малку погласно да ве слушнам подобро, намалете го тонот на ТВ приемникот. Вие да ви кажам вака една работа. Повелете. Јас ќе ви кажам една работа. Вие му одземате на гледачот што се јавува секојаш му одземате време. Значи, тој што знае ке се намали, телевизорот е намален све како што треба. Само вие му одземате од времето. Направете го тајмингот нека биде 2 минути. Ке пренесеме да биде 2 минути. А во вашето време што ќе кажете за случувањата во Охрид? Ама вие не зборете, вие одземате од времето, не дозволувате ние да се искажеме. Јас го поддржувам претходниот гледач, го посакувам се најубаво и во правилно е што го каже тоа дека и десницата и левицата се криви за овој случај. А дали добрососедство меѓу Бугарија и Македонија нема да има никогаш. Нема и нема да има. Затоа што тие се убијци на македонците. Убија младинци во Ваташа, убија негде ни села Македонија, сегде.
И ти сакаш тој да те види пријател, ти го воз братот, сестра да ти убил. Со камши ги мавале на мрак, со вода ги прскале, ги студени така голи. 90 секунди останува сега да биде време трењето на секој излагање, а кога ќе слушнам ехо и се слушам себе си во конекцијата со гледачот, тогаш повеќе од јасно дека е оставен тонот на ТВ приемникот, а тоа значи дека нема добро да се слушнеме. Одим, благодарам многу што се вклучивте секако. Продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Јас сум во програма. Да, вие сте во програма. Ние како македонски, библиски, добродушен народ имаме големи искушенија. Обкружени сме со фашисти, кои 1913 година ние поделија фашистички Македонија и за жал врвуваја своји слуги, предавници од родот наш, србомани, букарофили, грекомани. Тие одровници се поопасни од овие фашисти околу нас, нели, антимакедонци. Сега, имаме власт која е, нели, југословенска Титова, која 70 години прави србизација на нашиот народ. Македонска музика не може да слушнеш, се српско доминира во независна 30 години Македонија. Сега, бугариве оти реагираат вака, се прави србизација, се прави албанизација, се прави покрачување со СДС на власт, и се вика кога може албанизација, србизација, покрачување, тогаш нека има и бугаризација. Значи проблемот е во СДС предавничка, антимакедонска, што таа начин мрази македонски патриотизам. Ако СДС ширеше 30 години во независна Македонија, македонски патриотизам, ќе имавме ние голем штит, македонско единство и ќе се одбраневме од било кој фашизам внатрешен и надворешен. Но тие од СДС заев рече сршти народ со бугарите, исти народ. Фрчко рече Црвената линија автоматски се активира доколку се спомнуваат имиња, особено внимавајте на говорот. Ке подсетам за оние кои што може би допрва ке се вклучат, црвената линија автоматски се вклучува, а тоа значи доколку се користат навредливи зборови, говорно омраза и така натаму. Постојат многу по убави начини да се каже мислењето и секако не спомнување имиња. Одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. За ова зборувам јас. Две сезони зборуваме за тоа дека треба да се намали тонот на ТВ приемникот. Гледачот вели доколку напоменеме дека ќе го одземеме времето на јавувачот. Но ако не се направи тоа, јас и гледачот можеби нема да се слушнеме. На 02307667 вклучуваме нов гледач. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Секој добро. Јас сакам да кажам, јас како гледам на работеве. Повелете. Ова со бугариве нема ништо да излезе, ни исти народ, ни иста држава, мислам нема ништо да излезе, бидејќи вештачко, не е природно. Не може да бидеме исти која не колеле, беселе, убивале, фашисти биле, значи не можеме ништо заедничко да ние сме антифашисти. Ние сме македонци, ние сме од страната на победниците. Значи немаме со овие си ги собраат Европската унија, Германија, си ги собра фашистичките земји, сега си се они тамо друштво. Ние ќе се бидеме со овие другиве. Значи македонска ера трета во уставот ќе се смени и ќе бидат само ние што сме најбројните антички македонци, не македонци словени, ние што сме антички македонци, наследни македонци, ама антички наследници на Александар Македонски. Си го вратиме царот, наследник на Александар Македонски, ќе си имаме ние цар, наш Александар Македонски, ќе си имаме македонска држава, ќе се бориме за обединета Македонија. Вакви работи без врска, отварање клубови, ово, мислам, само провокација за да се тргне од сиромаштијата, од криминалот, од кражбите, од плячкување на Македонија, продажба на Македонија. Си кажа ко царев денеска, прашање време, ќе дојде македонска ера трета, ова се нема да важи ни едниот договор, ни другиот, ни од Преспа, си ќе сукине, како што е ставено вештачки, диво, насилнички, така и ќе го, ние како античките македонци ќе го
Ке подсетам, внимавајте на тајмерот. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Сега одиме кај твитерџиите. Веднаш ќе продолжиме со твитот на Зналац, така е подпишан на Твитер. А вели, СДСМ биле криви што ВМРО-вци отвараат бугарски клуб во Охрид. Да ве немаше, ќе требаше да ве измислиме. Мирјана Најчевска вели, татко ми се превртува во гроб. Цел живот го посвети на борбата против фашизмот и еве го истиот тој фашизам на голема врата, поддржан од држава која е членка на ЕУ. Мислам дека е крајно време ЕУ да си ги преиспита принципите. И одиме понатаму, уште еден твит од Цопкар. И што направија сега ВМРО во Охрид? Викнаа 3 пати УА, повеа со знамења и толку. Ние продолжуваме со реклами, а следуваат потоа резултатите од анкетата. Време за резултатите од анкетата. Денес ве прашавме на Инстаграм, треба ли бугарите да влезат во Уставот. Со да одговорија 44%, а со не одговорија 56%. Продолжете да не следите на Инстаграм, на Фейсбук, на Твитер, а секако јас и вие повторна средба со нова тема во понеделник во истото време. Имате пријатен викенд, а ние се гледаме во понеделник. Довидување.